За да се спречи семејното насилство и да бидат згрижени повеќе жртви, потребни се 7 милиони евра. Оваа сума на пари се потребни за сите сервиси на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство да можат да функционираат и да згрижат повеќе жртви, но и да се искористат сите услуги кои им се потребни. Најголем дел од овие средства недостасуваат за функционирање на шелтер центрите, советувалиштата за психолошка помош и бесплатната правна помош. Голем проблем представува и недостигот на центри во руралната средина, посочија од Националната мрежа. Жртвите на семејно насилство бараат поголем број на шелтер центри. Досега се ствојуваат релативно малку средства, а пресметката која што направивме по сценарио дека постепено ќе ги воведуваме сервисите, меѓутоа идејата е за најдоцна 3 години од сега 2026, одnosno 2027, да се воспостави целосна инфраструктура, значи целосна мрежа. Од Националната мрежа велат дека ако сакаме да воспоставиме целосно функционален систем, треба да се направи една национална SOS линија, 10 упатни центри за жртвите од силување, најмалку 28 за солништа, 19 советувалишта и бесплатна правна помош. Психолошката поддршка е клучна и за жените и за нивните деца. Оно што во моментов не се случува, што во нашите шелтер центри не постојат психолози кои што работат со нив на редовно ниво, континуирано. Значи, жените кои што се сместуваат во шелтер во овој момент, добиваат само, пластично кажано, кров над глава и јадење. Од Националната мрежа посочуваат дека час поскоро треба да се реагира од страна на државните институции, за да се обезбедат средствата, а со тоа и да се задоволат потребите на жртвите. Анализата која што тие ја направија и дава на државата предлог како во следните 3 години да се воспостави систем и според законите, но и според Истанбулската конвенција за жртвите од секаков вид на насилство.